Добар ден, дечки. Во ова видео би сакал да ви објаснам како можете да направите едно богатство, како да го сокриете, како тоа би требало да изгледа и така натаму. Не е поентата да бидат богатствата големи и скапи работи, иако и тоа е добре дојдено. Тие ски се класифицираат како мега богатства, како што рековме, нели? Целата поента е да ги има повеќе, а за да ги има повеќе треба да бидат поситни, бидејќи сето тоа оди од наш џеб. Богатствата може да бидат сокриени во најразлични контейнери, мали пластични кутии, што ќе ви се најде по дома. Обична тегла може да биде тоа, било која форма, било која димензија. Ке сакате да ги измиете теглите, зашто ексик подарок кој што мириса цело време на туршија, или така. Не мора да биде тоа совршено, ако етикетата се трга во ред, ако не се трга, што можете тука, поголеми тегли за поголеми подароци. Околу работ би било добра идеја, ако можете, со селотейп да залепите, за да не влезе влага, бидејќи овој дел не затвора херметички. Барем не искористена тегла. Фабрички, да, во ред. Можете да користите кесички кои што се затвораат херметички, иако овие не се баш сигурни, така да доколку оставате работи на место каде што би можело да има влага, избегнувајте ги овие. Еден подарок може да биде било што. Играчка, корисна работа, приврзок интересен. Може да биде уште нешто корисно, изненадување. Уште некој приврзок. Буквално кој како сака. Пожелно е, ако сакате да испринтате, ако имате принтер во ред, да го испринтате вашето име, корисничко име на форумот и линк до форумот, за во случај богатството да биде најдено од страна на некој случајен минувач, да знае за што се работи, да не се сомнева во некој работи, така натаму. Плюс ќе дојде нов член на форумот, така да се го убаво тоа. Ако немате принтер, може да се напише на рака. Не е битно. Битно е само да го има вашето корисничко име, за да знаеме од кого доаѓа подарокот. Јас преферирам за екстра заштита подароците да ги ставам во оваква кесичка. А потоа во тегла. Ова ќе даде дополнителна заштита од влага. И кесичкиве не чинат многу. Мислам дека сите можеме да се дозволиме. Како што рековме, теглата е убаво да биде измиена. Не дозволувајте разни гадотинки да има внатре, така натаму. Ваквиот подарок треба да го однесете на вашата локација, каде што сте решиле да го скриете. Ке сакате да го скриете малку поубаво, но не премногу тешко. Например, не можете да го закопате, не знам, полометар во земја. Никој нема да го најде, а не е тоа поентата на подарокот, никој да не го најде. Туку поентата е да го земе некој. Така да ке сакате да го сокриете, но воедно ке сакате да го направите достапен за пронаоѓање. Ако вие ќе го закупувате во земја, тоа нека биде плитко и нека биде местото маркирано со некое стапче заводено, со камче, со било каков маркер. Дури може да оставите некои пораки, ако може да се каже на форумот, скриени пораки, загадки, толку и толку чекори западно од дрвото и така натаму. Значи, пронаоѓањето не треба да биде само одење до локацијата и земање на предметот. Туку треба да биде малку како авантура, како барање на богатство, истинско богатство, да биде возбудливо.
Така да, зависно од вредноста на богатството, иако тоа не е универзално правило, колку што е повредно богатството, толку ќе сакате да го скриете подобро. Пример, некое мега богатство сигурно нема да оставите да лежи под клупа. Додека пак поситните работи може да се полесни за пронаоѓање. Сепак вие бирате како ќе го сокриете богатството, колку тоа ќе биде тешко и така натаму. Тоа оставаме на вас. Богатствата, зависно од тежината, може да ги маркирате. Мислам, мора да ги маркирате со GPS координати во ред, но прецизноста на GPS координатите исто така би требало да ја диригира тежината на богатството. Како што знаете, GPS координатите може да бидат точни во 1 метар, 2 метри, а може и да бидат малку по-непрецизни, малце по-груби, ако може да се каже, дока и 50 на метри. Така да, ако го маркирате богатството во радиус од 50 метри, тој што ќе го бара, ќе мора целиот тој регион да го пребара за да го најде, бидејќи може да биде било каде во тие 50 метри. Така да имајте го тоа на ум. Не мора да ја маркирате точната грмушка, да речеме, или точното дрво каде што ќе биде подарокот. Ако сакате да биде малце повозбудливо за пронаоѓање, можете поголем регион да маркирате. Сето тоа ќе биде објаснето на форум, технички аспект, како се маркира богатството и така натаму. Но битно беше тоа да го знаете. Мега богатствата, како што рековме, треба да бидат повредни од 1500 денари. Што ќе биде тоа зависи од вас. Може да биде нешто едноставно како USB стикче, нешто било што, значи само да биде вредноста, монетарната вредност сега. Не говориме за интимната вредност, за емоционалната вредност за вас. Тоа не се важи. Монетарната вредност треба да биде поголема од 1500 денари, за да може да биде маркирано како мега богатство. Како што реков, ќе сакате, ако веќе имате пари за инвестирање, може би подобро би било да инвестирате во повеќе помали богатства и ако е можно да ги сокриете во поразлични региони за да ја опфатиме цела Македонија, отколку во едно големо богатство. Но сепак од вас зависи. Мега богатството може да биде техничка опрема, разни други подароци и така натаму. Тие ќе бидат потешки за пронаоѓање, но мислам дека ќе вредат. Мега богатствата од форумот ќе бидат исто така спонзорирани. Упс, во оваа тегла не влегува, така да ќе морам поголема да најдам. Но во ред. Мега богатствата ќе може да бидат спонзорирани од разни фирми. Ние ќе се потрудиме да најдеме спонзори, се за вие да имате повеќе забава. Спонзорираните богатства најверојатно ќе содржат скап подарок натре, плюс некој флаерче, рекламче ќе има, било што, но вас нема да ве чини, како што ветикме, нели? Овие богатства што ги гледате, ова, мега богатството, ќе бидат достапни, како и многу повеќе, кои што доправо треба да ги спремам, ќе бидат достапни веќе од некој од денес, некој од утре во регионот на Скопје. И со тоа ќе можеме да ја почнеме сезоната. Ти благодарам на вниманието и секне травење.